Продолжуваме со нашите предавања. Исус наша надеж, тоа е мотото на сите овие предавања што ги имаме во петок навечер. Пред нас е интересна тема која ќе даде одговор на едно многу важно прашање. А тоа е што се случува кога човекот ќе умре. Зошто луѓето умираат? Темата е Исус кнез на надежта. Ќе посетиме 3 места, 3 града, 3 настани кои се запишани како централни настани во Новиот Завет и тие ќе бидат предмет на ова наше размислување. Наин, Ерихон и Витанија. Библијата на повеќе места, браќи и сестри, го спомнува Исуса каде се движел, каде одел, со кој се дружел, со какви луѓе се дружел, што разговарал, што проповедал. Тој со поединци разговарал, со групи, едноставно на сите сакал да им помогне. Во центарот на неговата порака или на неговата мисија е всушност смислот на животот. Зошто сме се родиле, зошто страдаме и на крајот ќе се случи смрт. Во тој поглед, проблемот со смртта станува навистина збунувачко прашање со кое човекот мора еден ден да се соочи. Дали смртта може да го поремети Исусовиот план? Зашто Исус дошол да имаме вечен живот, односно тој го дал својот живот. Дали смртта ќе го поремети она што Исус го ветил? Ние во текот на ова предавање, со овие 3 настани ќе видиме дека Исус е кнезот на надежта, кнезот на животот. За Исуса не постои смрт. Исус, каде што престојува, смртта не постои, односно бега. Затоа, во ова проучување, најпрвен ќе отидеме до градчето Наин, потоа на брегот на Галилејското езеро, ќе се насочиме кон Ерихон и на крајот ќе отидеме во едно поголемо село, близу Ерусалим, местото Витанија. Ќе видиме што Исус направил и што го тоа запишале евангелистите за наша поука, за наше охрабрување. Кога некој ве бе запрашал што е тоа смрт, ја не знам што ќе кажете. Меѓутоа, господинот Доналд Банхаус, што туку ја изгубил својата сопруга, починала. Тој бил храбар, тој бил силен, верувал во Бога и во воскресението. На низиниот погреб, односно на погребот на низината сопруга, тој прочитал проштален говор. Сакал да им каже на луѓето дека чувствува голема тага во душата за губењето на неговата сопруга, но сепак сакал да покаже дека постои надеж и дека верува во воскресение. И така, додека ги возил своите 2 деца на гробот, на една раскрсница на семафорот било вклучено црвеното светло, а тие застанале. Во спротивната страна им доаѓал еден голем камион и тој ги запрашал децата. Деца, со кого повеќе би сакале да се судрите, со камионот или со неговата сенка? Децата малку се поднасмевнале и рекле: тато, со сенката без размислување би се судриле, бидејќи сенката ништо не ни може. Додека камионот, ако се судриме со камионот, тоа би било многу страшно. Браќи и сестри, нешто слично се случува и со луѓето на оваа земја. Навистина, кога станува збор за смртта, со која ние се соучуваме секојдневно. Смртта за Исуса е сенка. Сенка. Знаете, сенката се создава под инерција, односно под косина на сонцето, кога удара со своите зраци, се гледа сенка на дрво, на објект и така натаму. Смртта и за Давид, што вели во 23-тиот псалом? Ако поминам и ни смртната сенка, долина, смртната долина. За Давид смртта била само една сенка. И за вистина за Исуса ние ќе видиме вечерва дека смртта представува само една сенка. Исус ја победил смртта, браќа и сестри. Но секако може да кажеме дека кога смртта не стасува нас како луѓе, таа каса, таа удара, како ова куче што го овде имаме на оваа слика, како кучето која се вика питбул. Знаете, кога каса кучето, како каса питбул. Толку јако стега со своите заби, не може лесно да се одвои неговата вилица. Луѓето земат шипка на железо за да ја одвијат, односно да ја раздвојат вилицата на кучето ако касне некој си човек. И замислите, Исус кога
зборува, браќа и сестри, за смртта. Таму на Голготскиот крст, крстот бил всушност како таа шипка, тоа железо што го смртта го фатела Исуса на крстот и никој не можел да го раздвои, но всушност Исус преку таа смрт, како со железна шипка, ни овозможил нам спасение, да не ослободи од канџите на смртта. И денеска ние се наоѓаме во сенката на смртта. И затоа за Исуса смртта не е страшна. Подолу ќе видиме дека за Исуса смртта е само една обична сенка. Не знам дали сте некојаш присуствувале на убав погреб. Дали постои убав погреб? Сите погреби се жалосни. Сите погреби се травматични. Не е пријатно чувство да бидеш на погреб. Меѓутоа, може би ова прашање ќе биде апсурдно ако кажеме добар погреб. Но да имаме ова комбинација вечерва, 3 настани ќе анализираме. 3 библиски настани во кои ќе видиме дека навистина на тие погреби се случило нешто убаво. Се случило убаво кога тие покојни воскреснале, односно Исус ги воскреснал. И затоа додека ги проучуваме овие 3 настани, да имаме на ум ова чудна комбинација на зборови, да откриеме што Библијата зборува за таквата можност, ако целосно ја разбереме убав погреб. Што тоа значи убав погреб? Ајде најпрви да отидеме до местото Наин. Местото Наин е навистина мало градче. Денес се претворило во едно село. Луѓето се иселиле, отишле во поголемите градови, но во тоа време, во времето на Исус Христос, ова градче се наоѓало 30 километри од Капернаум и околу 8 километри од Назарет. Значи на таа релација се наоѓало местото Наин. Тоа е населба која се протега во подножјето Джел ел Дахија, во близина на патот Вија Марис. Исус одлучил да го посети интересно ова место. И еве го текстот. Потоа Исус отиде во градот наречен Наин, а со него одеа неговите ученици и големо множество. Интересно, Исус бил привлечна личност, постојано луѓето го следеле. Цели групи оделе по него. А кога се приближи до градската врата, ете изнесува мртовец. Очигледно градот имал зидови, имал поедини врати од каде излегувале, дали источна, дали западна. И овде Исус ги начекал, вели, на градската капија, на градската врата. Изнесува еден мртовец, единствен син на мајка, која беше вдовица, значи мажот и починал, била сама со својот син. Сега и синот умира, која беше вдовица и со неја имаше големо множество од градот. А кога Господ ја виде, се сожали на неја и рече: не плачи. Еве овде доказ дека Исус е Господ. Јован, односно Лука, го нарекува Исус е Господ. Вели Господ и кажа, Господ и рече, Господ ја виде, не плачи. Очигледно, кога ги читаме археолошките ископувања, може да кажеме дека градчето во времето на Исус било обкружено, како што спомнав, со големи ѕидови. Имало 2 важни порти, источна порта и западна порта. Исус очигледно дошол од западната порта. Таму имало извор. А на источната страна се наоѓало местото или селото Ендор, или Ендора. Пошто ви е познато селото Ендора? Тоа е место каде што некој живеела вражарката, каде што Саул побарал помош, се сеќавате, каде што побарал да му ја предскаже иднината. И сега интересно, Исус доаѓа на ова место, еве овде имаме карта на Палестина, значи 30 километри од Капернаум, 8 километри од Назарет, градот со ѕидови, и овде на западната страна Исус ја начекува таа поворка. Очигледно, интересно, Исус ја начекува поворката. Поворките, односно погребите во Стариот Израел не наликувале на нашите денешни. Во тоа време немало, браќа и сестри, затворени сандаци. Значи, сандаците биле отворени. Тоа биле носилки исплетени со мрежа или со рогозина, знаете оној рогоз како се плети. Или со платно, значи 2 стапа би рекле, и тука испреплетени, и озгора го ставале мртвиот. Присутните мажи го носеле тоа завиткано тело на носилки на своите раменици.
Во Израел не се чекало со денови или со седмици да се погреба човек. Како денеска има ладилници, ги чуват во посебни комори. Тие веднаш кој ќе почне човекот, посебно летно време, не чекале долго. Дури ни 24 часа не чекале. Истиот ден ако починал, попладне го погребувале. И навистина, во тоа време, може да кажеме, луѓето изнајмувале свирачи кои ќе свират за да создадат штимунг на погребот. Плаќале и жени кои плачеле за да погребот изгледа по, како да кажам, озбилен погреб или во смисол да се слуша плачење и да биде погребот попотресен. Интересно овде и ова жена изнајмила, платила таква друга жена која ќе плаче и луѓе кои ќе свират со своите фрули. Интересно, што сакале да создадат атмосфера, значи да се изразе сочувство на ожалостеното семејство. Во тоа време ги погребувале во пештери, значи изделкани соби во посебни камења, односно пештери. И тука чекале телото да се распадне. И кога ќе останат само коските од покојниот, ги ставале во дрвени сандаци со ознака на кое тело, односно на кој човек му припаѓале. Значи не употребувале ковчези како денеска што во ова модерно време се употребува. И така Исус пристигнал во местото Наин. Тој тука пристигнал и овој пат одлучил да се приближи до поворката. Дури ќе го допре мртвиот, ќе го допре сандукот, односно носелката. А во тоа време, ако некој допре мртовец или сандак, би бил нечист до зајди сонце или до 24 часа. Ево ова е археолошка гробница каде што се спомнува Лазаровиот гроб. Подоцна ќе видиме дека тука е изградена и сама црква. Интересно, Исус се обраќа до жената и вели не плачи. Необично е Исусовото обраќање. Зарем е лошо некој да плаче на погреб? Па тоа е време за плачење. Тоа е време кога тагуваме за нашите покојни. А Исус и вели, жено, мајко, не плачи. Исус со овие зборови ги искажува и своите чувства. Неговото срце било допрено од тагата и болката на жената. Исус знаел нешто што другите не го знаеле. А тоа е дека само за неколку минути ќе се случи чудо. Детето ќе стане. Детето ќе воскресне. Но и затоа тој и кажал пред време, жено, не плачи. Интересно, жената можеби не го слушнала целосно она што го кажал учителот, односно Исуса. Во тоа време, да бидеш вдовица и детето да ти почине еденец, била најголема трагедија за една жена. Значи, тогаш таа можела само да проси или да живе од проституција. Тие два избори постоеле, ништо друго. Мажот и починал на таа жена, а сега единецот во кој таа ја вложувала сета своја надеж и своја иднина останала без единствената потпора. И низината иднина се распрснала како сапуница, би рекле, меурчење од сапун. Затоа таа не плачела само поради загубата на сина си, туку и поради својата судбина. Се чувствувала како низиниот живот да е скршен на парчења. А сега Исус си дава совет, вели, жено, мајко, не плачи. Единствено, браќи и сестри, Исус знаел дека таа нема причина за плачење, бидејќи веќе планирал што ќе направи. Ожалостените кои биле поред жената, воопшто не знаеле што се случува. Исус се приближил до поворката, до одарот, до сандукот, до носилката и го допрел. Тие всушност не знаеле што се случува од другата страна, бидејќи имало многу народ. И гледате сега Лука што не известува во своето Евангелие. Ајде да читаме во 7 глава. Тогаш се приближи и го допре носилото. Не смел никој да го допира носилото, а камоли мртвиот. Носителите пак застанаа и рече, Исус, момче, тебе ти зборувам, стани. Мртвиот седна и почна да зборува.
a тој го предаде на мајка му. И страв ги опфати сите. Го славија Бога и велеја: голем пророк се јави меѓу нас и Бог го посети својот народ и се разнесе овој глас за него по целата Јудеја и по целата околина. Интересно, дали може да ја замислиме оваа драматична ситуација, браќи и сестри? Спомнав, уште еднаш ќе повторам, дека во Израел во тоа време не смееле луѓето да го допират сандок, носилката за мртовци. А човекот кој тоа би го направил, би се сметал за нечист во наредните 24 часа или до вечерта. Но Библијата на повеќе места вели дека за Исуса тоа не е проблем. Ништо за него не важат тие правила и закони. Исус допирал и мртовци, и други луѓе, и го допирали и него, и тој воопшто не се обзирал на таквите работи. Смртта не може да го зароби господарот на животот со своето питбул стегање. Како што питбул кучето го стега човекот за рака или за нога и не може да го одвои ништо, смртта во наликот на питбул ништо не му можело на Исуса. И тогаш на присутните им застанал здивот. Не само што застанале носачите, целата поворка застанала. Зашто таму некој може би се кревале на прстите, се качиле на некој камен да видат што се случува таму на почетокот од поворката. Застанале сите. Им застанал здивот. И додека поворката нагло застанала, мноштвото стивнало, обидувајќи се да свати што Исус направил. Ги слушнале само зборовите: момче, тебе ти зборувам, стани. И вели овде текстот: мртвиот станал. Чудо се случило. Денеска чудата во наше време, браќи и сестри, се сметаат за невозможни, бидејќи се знае дека со тие појави во природата управуваат природните закони. Денеска да направиш такво чудо, да отидеш на гробишта или да сретнеш некоја поворка и да кажеш: момче или пријатели, господин или господјо, стани, ја не знам што би се случило. Сигурно телевизиските камери би биле поставени, може би големите светски куќи телевизиски би го тоа пренеле. Но овде гледаме дека Исус прави чудо. Вели: момче, тебе ти зборувам, стани. Ова нешто е слично, браќи и сестри, како она што се случувало кога Исус го создавал и овој наш свет. Исус кога кажувал: нека биде светло, нека биде ова или она, и на збор Божи тоа се создавало. И овде Исус првен ги теши ожалостените, улива надеж во повторна средба, го воскреснува мртвиот, го враќа неговата мајка и вели: не плачи. Наистина, Исус е, браќи и сестри, господар на се она што постои на оваа земја. Еден пријател вели: тргнав за Америка. Додека стасав таму на некој службен пат, добил информации од својот роден крај дека неговиот дедо починал. А тој дедо, негов дедо, вели во својата исповест, овој господин, вели: толку многу го сакав, толку многу тој ме учеше како да ја орам нивата, како да косам трева. Едноставно ми ги даде првите инструкции за животот и многу го сакав, но сега не можев да бидам присутен на неговиот погреб, зашто што туку стасав во Америка, а после неговото заминување, ете, човекот починал. Бев, вели, целиот во кошмар, бев жалостен, тага во душата, сакав да го видам на погребот, но ете, беше погребан. После враќањето од Америка, заедно со неговата сопруга, вели, отидовме после неколку недели, отишле на неговиот гроб. Додека стоев, вели, овде пред неговиот гроб, чувствував тага во душата. Сакав да изразам сочувство, барем со моето стоење пред неговиот гроб. И затоа, вели, кога го губиме саканиот, ние не плачеме само затоа што таа личност многу ни достига, туку затоа што едноставно смрт е таа која ги одвојува нашите мили драги од нашите прегратки. И затоа
Вели, солзи ми натекоа од очите. Потоа се приближи мојата сопруга, односно неговата сестра, и вели, не плачи. Ми рече, сестра ми, по некое време. Се додека не го доживев ова, не можев да знам колку силно дејство има тие зборови, кога растажаниот човек, расплаканиот човек плаче. Немој да плачеш, еден ден ќе се сретнеме повторно со него, му рекла сестрата. Нешто слично Исус и кажал, не плачи, жено. Не само ќе се сретнеш таму, еден ден кој ќе дојде нов живот, воскресение, ќе се сретнеш сега. Само имај вера за неколку мигови. И навистина, браќи и сестри, може да кажеме дека и денес, кога ние се разделуваме од нашите мили и драги, Бог ни вели, не плачи. Имај вера. Ќе дојде ден, ќе дојде час, кога повторно ќе се сретнеме со Исуса Христа на облаците. Односно, ќе се сретнеме со нашите мили и драги. Вториот настан за кој сакам да зборувам вечерва е токму настанот во Ерихон, керката на Јаир. Ајде да го читаме првин, да ги читаме текстовите. И дојде еден од началниците на синагогата по име Јаир, и кога го виде, падна пред неговите нозе и го молеше многу, велејќи, мојата керка е на умирање. Дојди и положи ги раците над неа, за да биде спасена и да живее. И отиде со него, и многу народ одеше по него и го притискаше. Интересно, прашањето за смртта не се појавува само во претходниот пример што го читавме во местото Наин. Сега и во друго место, во Ерихон, се случува трагедија. Интересно, овде едно девојче, на еден од началниците, на еден од видните евреи во тоа место, во Ерихон, ќе биде болно на смрт. Кој бил Јаир, браќа и сестри? Јаир бил старешина во локалната црква, во локалната синагога. И покрај тоа што се работи за чесен, за верен, за човек кој се боел од Бога, ово извештај ни кажува дека и во неговото семејство, и во семејството на верните луѓе ќе се случува трагедии. Нив не ги заобиколува тешкотиите и тие мора да се соочат со немилосрдна смртта. Јаир веќе слушнал за Исуса, сигурно слушнал и за случајот во Наин, дека Исус воскреснал едно момче, слушал за други случаи што се случиле во Палестина. Сега тој сакал лично да се сретне со Исуса. И затоа тој сакал да има средба. Средба со Исуса Христа. Сакал да му каже, Исусе, керката ми е болна на смрт. Само ти можеш да ја помогнеш. И затоа рекол, ќе потрчам, ќе го пронајдам некаде и ќе го доведам во нашиот дом. Ако поглаварот на надежда влезе во нашиот дом, детето сигурно нема да умре, односно ќе оздрави. И навистина, ова ме подсетува на она жена која била болна повеќе години, 10, сеќавате на она жена, која си рекла, само ако го допрем Исуса, ќе бидам излечена. И навистина, кога го читаме текстот во Марко 5 глава, во 28 стих, ќе видиме дека таа жена го допрела работ на Исусовата облека. И таа божествена сила излегла од него и жената оздравела. Навистина, сето тоа одзело многу време. Исус се забавил додека одел. Кога Јаир се обратил за помош на Исуса, детето уште било живо, внимавајте сега. Значи, таткото разговара со Исуса. Исус се движи полека, толпа народ го прати. Жената, она што од страна, исто така си кроела план, само да го допрем Исуса ќе бидам здрава. Исус кога почувствувал дека некоја допрел, таа се сокрила, а Исус си рекол, керко, не плаши се, дојди вамо. Сето тоа го забавило од дењето на Исуса. И додека тој се движел кон куќата на овој угледен човек, отеднаш се појавува слугата на Јаир. И му вели, Господине, додека ти си овде, се случи трагедија. Додека уште зборуваше, дојде од домот на началникот на синагогата и му рекоа, керката ти умре. Зошто го измачуваш сега учителот? Нема потреба веќе. Немој, Господине, немој, домакине, немој да го замараш Исуса, девојчето почина. Многу пати веруваме дека
Кога човекот ќе спушти својата глава, кога ќе ги затвори своите очи и ќе издигне, тоа е крај. Тоа е смрт веќе. Повикуваме ние дали брза помош, да дојде лекар, да установи дека човекот е готов, опуштен. Очигледно веќе провериле дека детето е мртво. И затоа гласникот, трчејќи, дошол во градот да му каже на таткото да не се труди, затоа што девојчето е веќе мртво. Немој понатаму да го измачуваш учителот, бидејќи ќерка ти е веќе мртва. Браќи и сестри, зарем нашиот учител се уморува? За него би бил голем напор да го разбуди мртвиот човек. Дали би му било тешко да му каже на момче од Наин, момче ти велам стани? Не му било тешко. И затоа текстот вели следниот, ќе го читаме за кој миг, текстот во Исаија, дека за Исуса нема ништо тешко. За Исуса се е лесно, само Исус работи според својот часовник. Еве го текстот. Зар не знаеш, зар не си чул? Господ е вечен Бог, творец на земните краишта. Тој не се заморува, не постанува и неговиот ум е неизмерлив. Очигледно, Исус имал план. Исус успат или попат излечил и ова жена. И таа дете на Израел. И таа барала олеснување на своите болки. Наистина, браќи и сестри, кога ги читаме ве зборови, треба да бидеме воодушевени дека Исус никогаш не се замара, дека Исус секогаш е подготвен да ни помогне. Но дека се движел Исус со таткото, очигледно може би го прегрнал, бидејќи сега бил веќе ожалостен, кога е слушнал веста дека детето е починато, а Исус му вели: јајре, Господине, дали ја сакаш твојата ќерка? Да, па таа ни е миленик во нашиот дом. Знаеш, дома ние викаме јагненце наше, зашто зборот тавита на еврејски значи јагненце. Ние викаме девојче, многу ја сакаме, а таа е вистинско јагне, бидејќи толку кротка, толку мила, сладка како јагне, убава како мала вистинска вила. Не можеме да го замислиме нашиот живот без неа. Без неа куќата би ни била празна, срцето ни се полни со радост кога помислуваме на нашето јагненце. Многу ја сакаме. О, Господе, а сега куќата ќе ни е празна. Сега детето е починато. Исус го охрабрил Јаира, браќи и сестри. Исус му вели: Јаире, не плачи, не плаши се, само верувај. Вака постапува Исус со луѓето со скршено срце. Исус им упатува зборови на охрабрување. Ајде да пратиме сега таа гледка. Полека Исус се движи, доаѓаат во двориштето. А тука веќе дошле сите роднини, сите пријатели. Рековме, евреите долго време не чекале кога некој треба да се погреба. Значи, условите такви биле на исток, топло, посебно летно време, и кога ќе почине, кога ќе устанува дека е мртва личноста, тие веднаш закажувале погреб. А Исус вели: ајде да тргнеме напред во твојот дом, каде што имам изненадување за тебе. Настанот вака продолжува. И кога дошле, еве го текстот. И му вели: никому не му дозволи да оди со него, освен на Петра, Јаков и на Јована, братот Јаковов. Очигледно, другите ученици Исус ги оставил тамо во центарот на градот. Не сакал да бидат со него, освен ова тројка. И дојде во неговата куќа, во куќата на началникот. Исус видел, слушнал врева. Секако вревата не се гледа со очи, таа се чувствува со уши. И виде врева, дека плачеа и пиштеа многу. И кога влезе им рече: зошто викате и плачете? Детето не е умрено, туку спие. Замислите, една таква изјава, да кажеш пред луѓе кои дошле да го испратат покојниот, би те сметале дека си луд, дека нешто не е во ред со тебе. Без оглед колку звучат овие зборови охрабрувачки, браќа и сестри, Исус тука не збунува.
Ние сме збунити вечерва, кога ги читаме ове зборови, кога Исус вели, зошто плачете, детето не е умрено, туку спие. Интересно, овде Исус зборува за една посебна состојба. Тој тврди дека оно што ќе биде допрен од сенката на смртта на оваа земја, што ќе престане да дише, што ќе престане да гледа. Од Исусова перспектива, таквиот човек почнува да спие. Ке се најде во состојба во која ништо не знае за својата околина и не чувствува ништо, ниту размислува. И верувам дека и нам ни се тоа случува. Навечер доаѓаме од работа, уморни, мртви уморни, што би рекле, легнуваме и утре се будиме у 6, 7 или 8 и не сме свесни колку сме спиеле. Исус затоа смртта е спредова со сон, со сенка. Исус зборува дека детето не е умрено, току спие. Исус со овој коментар искажан во куќата на Јаир сака да не поучи нас денеска, браќи и сестри, дека кога ќе не допре сенката на смртта, ние всушност нема да отпатуваме некаде таму во рај, во пекол или во чистилиште. Туку се наоѓаме во една несвесна состојба. А како реагирале присутните? И денеска така реагират кога ние зборуваме на луѓето, им велиме дека смрт е само сон, се подсмеваат. Во тоа време еве што се случило. Еве го текстот. Иронично неверство и озбилна вера. Никош да не зборуваме дека она што ние го нарекуваме смрт за Исус е само сон. Исусовата изјава е примена со подсмев. Платените за тоа време, значи кои плачеле и пријателите го гледали Исуса со омаловажување и со подсмев. Каква спротивност! Исус зборува дека смртта е сон, а тие веќе биле подготвени лопатите и се она што требало да се направи за погребот да заврши. И гледате го сега текстот, слушате го сега текстот, што вели? И му се подсмева. А тој ги истера сите надвор. Ги зеде таткото на детето и мајката и оние кои беа со него. Значи тројцата ученици. И влезе таму каде што беше детето. Еве е сликата. Гледате овде. Внатре детето, она јагненце, талита јагненце, леже мртво. И кога го фати, детето за рака му рече, талита куми, што значи девојче, девојченце, јас ти зборувам, јас ти велам, стани. Интересно да се наблюдува Исусовото однесување во домот на Јаира. Тој одбрал, браќи и сестри, одбрал кој ќе влезе со него во собата. Внимавајќи тоа да бидат луѓе што искрено веруваат. Тој не зел со себе луѓе кои не верувале. За нив место нема таму. За оние кои не веруваат ќе нема место и во небесното царство. Кој ќе влезе во куќата кај старешината на синагогата, не сакал да биде обкружен со неверници. Тој сакал, мислам на Исуса, да се посвети само на она за кое тој ќе се моли. Смејата и подсмевањето надвор, во дворот, а внатре длабока, сериозна вера, интересно. Народот надвор се смее, чекат исчекување што ќе се случи, а внатре луѓе, тројцата најблиски Исусови соработници. Тука е Јаир кој покажал вера и мајката на девојчето. Тие биле внатре. Тој ја нарекува смртта спиење. Мислам на Исуса Христа. Исус ќе прозбори. Не знам да сме ние биле внатре, како би реагирале. Дали Исус го фатил за рака па му го мери пулсот. Ја не знам што Исус работел, но знам што запишал Марко. Овде Исус вели талита куми, што значи девојче, јас ти велам, стани. Во која група ние ќе се најдеме, браќа и сестри? Во групата на подсмевачите надвор или во групата внатре кои покажале тотална 100% вера и му верувале на Исуса? Интересно, овие луѓе што плачеле за пари, се смееле. Тие
плачеле вештачки. На много погреби плачеле. Свиреле на много погреби за пари. Тие въобще не чувствуват жалост за покойниот. А сега доаѓа моментот. Исус неверниците ги истерал надвор. Му пристапува на детето и му го фаќа за рака и му вели: Талита куми, тебе ти зборувам, стани. Интересно, Исус кога се обратил до девојчето, се обраќа индиректно до родителите, сакајќи да им каже: верувате ли вие во тоа? Ја нарекол мало јагнили девојченце, токму како што таткото и мајката обично правеле. Значи, овој детаљ открива нешто за Исус. Колку Исус внимава на она што го обкружува него, браќи и сестри, а не само на задачата што извршува. Исус се прилагодува кон чувствата на луѓето. Кога ние плачеме за нашите мили и драги, Исус исто така плаче. Тоа подоцна ќе го видиме во третиот пример. А Исус потоа што им вели? Што им вели на присутните, на таткото и на мајката? Дајте им да јаде. И навистина, девојчето Исус го враќа во раците на родителите. Еден пријател раскажува дека неговата сестра родила 2 деца, 2 керки. Помалата во 6-тиот месец од својот живот се разболела и ја одвеле во болница. И покрај сите напори на докторите, девојчето починала. Сте видели некојаш мал сандук за мало девојче или детенце кој ќе почине? И тоа се случува. Ова се случило, ова сторија, мал бел сандук на детенце, девојче од 6 месеци. Тој вели, детето имало таква силна горело температура, додека таткото ја возел по втор пат во болница. Лебдела помеѓу животот и смртта. И вели, таткото го возел автомобил толку силно, брзо, во животот такво нешто не возил брзо. Стасал до болницата, го грабнал детето в раце, трчал низ ходникот и лекарите половина час се бореле за низиниот живот, но залудно. Детето починало. И сега овој пријател вели, додека стоевме во нашиот двор, околу низиниот мал ковчег, не можевме да си веруваме на нашите очи. Во тој момент сакав да имам истата сила, истата способност со која Исус располагал. Да приидам кон тој мал ковчег, да ја фатам за рака, да го фатам тоа девојче за рака и да му кажам: мила моја, стани. Толку би сакал да ја вратам во прегратките на мојата сестра. Но не можев тоа да го направам. Не можев, бидејќи Бог не ме благослови со таква сила. Бог добро знае дека не би знаел правилно да ја употребам. Тој ден на погребот, проповедникот кој дојде, зборуваше за погребот, зборуваше за Јаировата ќерка, за приказната, за настанот за Јаировата ќерка. И решта, вели, го допре нашето срце. Одеднаш свативме дека, како што Исус некогаш зачекорил во Јаировата куќа, така дошол и во нашата куќа. И како што некојаш му кажал на Јаир да не се плаши, и нам ни зборува: не плаши се, верувај. Понатаму вели овој човек: го испративме малото бебе на починка, со надеж дека повторно ќе се сретнеме. Браќи и сестри, Библијата зборува за сите мајки, за сите татковци, за сите луѓе, жени и мажи, дека еден ден повторно ќе се сретнат со своите мили и драги. Тоа е библиска наука. Тоа е надеж која ги крепи и ги грее нашите срца. И затоа има надеж. Има надеж. Оној кој вака постапувал со луѓето со скршени срца, ветел дека ќе се врати. Се уште поседува иста сила со која може да го надвладе непријателот на нашиот живот. Ќе дојде ден кога ќе нема повеќе разделби. Ќе дојде ден кога повторно семејствата ќе бидат обединети. Христовото доаѓање на земјата пред 2000 години бил огромен чекор во историјата на спасението на човечкиот род. И 40 дена после воскресението, Библијата вели дека Исус заминал горе на небото, се вознел, но тај Исус дал ветување. Ајде да го читаме тоа ветување. Ветување кое силно треба да ги грее нашите срца денеска, дека Исус ќе дојде повторно и ќе ни ги врати нашите мили драги.
Стихот малце подоста ќе го читаме, стихови кои треба и денеска да не охрабрат, да не клониме кога ќе се случува такви трагедии, туку нашите погледи да ги насочиме кон Христа. Сега би се обратиле, односно би го прочитали третиот настан за вечерва, а тој е настанот во Витанија. Домот на Марија и на Марта, односно на Лазара. Тој е трет настан. Исус често пати одел во тоа место. Често пати тој свратувал. Тука наоѓал мир во близина на Витанија. Не ја пропуштал кога поминувал низ Витанија да влезе во овој дом, да го посети домот на Марта, на Лазара и на Марија. И замислите, во една прилика бил близу Витанија, доаѓа гласник во кој му се соопштува веста дека неговиот пријател Исус, односно Лазар, пријател на Исуса, е болен. Интересно, тоа го ожалостило Исуса. Ако денеска го посетите тој дел на Палестина, ќе најдете многу такви патокази кои укажуваат на гробот на Лазара. И денеска стотици и илјадници луѓе одаат да го видат местото каде што Лазар бил погребан. Ова мало место се наоѓа на источната падина на Маслинската гора. 3 километри Витанија е оддалечена од Ерусалим. Значи, релативно пешки може да се стаса од Витанија до Ерусалим или обратно. Во тој момент Лазар се разболел. Исус бил во близина. Исус имал придружба, зашто често пати му се заканувале дека ќе го убијат. И затоа подосна ќе видиме еден текст кај што учениците ќе му кажат: Исусе, внимавај, немој сам да одеш во Витанија, зашто може да те убијат, да те нападнат. И сега денеска таму постои важно обележје, гробот на Лазара. И што се случува? Овде Исусовиот пријател се разболел. Браќи и сестри, и Божите пријатели денеска нова земја може да се разболат, дори да умрат. И затоа ако сме ние христијани, ако го следиме Христа, не мора да бидеме во некој саркофаг, обвиткани и не може болест да ни дојде, проблеми да дојдат, па на крај да дојде и смрт. Сите ние сме подложни, зашто живееме нова грешна планета. Гласникот ја предал пораката во која пишувало: Господе, оној кој ти е мил е болен. А Исус кратко одговорил: ова болест не е на смрт. И навистина, додека таа кореспонденција се одвивала, ситуацијата се влошила. Лазар навистина почина. Еве го текстот. Нашиот пријател Лазар заспа. Исус на крајот морал да ја каже вистината. Тој ја зборил вистината, но не го разбрали учениците кога Исус рекол: нашиот пријател спие. Тие мисли дека Лазар спие, па ќе се пробуди. А сега им вели: заспа, одам да го разбудам. Уште учениците не можат целосно да ја разберат целосно пораката, но Исус зборуваше за неговата смрт, а тие мислеа дека зборува за починка во сон. Тогаш Исус јасно им кажа: Лазар умре. И замислите како реагирале учениците на овој настан. Во тоа време, наистина, како и денеска, луѓето мислат дека ако некој болен, ајде да го стави малце да одмори, па ќе се рехабилитира, телото ќе се избори и ќе се пробуди. И затоа учениците најпрви така помисли дека тој спие, уморен е, ќе се разбуди, ќе се освежи. Но сега Исус им вели: не, Лазар почина. Лазар е мртов. И тогаш кнезот на надежта стапува на сцена, браќа и сестри. Тогаш Исус решил да замине во Витанија. Исус доаѓа во дворот, исто така веќе полно народ. Тука се оние платените да свират, неколку жени плачаат, лелекат, веќе се случува атмосфера кај што починал мртовец, кај што починал човек. А Исус и вели: јас сум воскресението и животот, и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Знаеме, ова е разговор помеѓу Марта и Исуса. А Марта пред тој му кажува на Исуса: Исусе, да беше ти тука. 4 дена веќе Лазар го нема. Лазар
pogreban. Очигледно сцените, сликите на погребот се уште се свежи и во домот, и во двориштето, и кај луѓето, но Исус како да задоцнува намерно, плански, Исус не дошол на време. Но очигледно, кога Исус кажал каде е погребан и кога се опатиле кон гробиштата, цело село повторно дошли истите тие луѓе, кои плачеле, кои свиреле и повторно се случила една таква гледка, како да е погреб, а не време кај што ќе реагира Исус Христос. Но еве да го читаме текстот кој пред малку го спомнавме, кога Павле зборува за надежта за воскресението. Не сакаме, браќа, да останете во незнаење. За умрените, за да не жалите како другите кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исуса Бог ќе ги приведе со Него. Зашто ви го кажувам преку Словото на Господа, дека и ние кои живееме и устануваме до Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, ние кои останавме ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздух, во пресвет на Господа и така за секогаш ќе бидеме со Господа. Затоа утешувајте се еден друг со овие зборови. Интересно, ова апостол Павле го кажува после Христовото вознесение, после неколку десетици години од Христовото вознесение. Тој ги храбри верниците да имаат надеж дека воскреснатиот Исус ќе им даде повторна прилика и надеж, односно живот на сите оние кои со вера умреле или заспале во Господа. И сега да се вратиме на сцената во Витанија. Таму Исус отишол кај гробот. Стоел пред гробот со растреперена душа. Заплакал пред гробот на Лазара, зашто му бил близок пријател. И Бог плаче денеска исто, кога неговите деца заминуваат од ова солзна долина. Но Бог повеќе плаче за оние кои се непокаяни, кои отишле без вера во гроб. Исус вели овде текстот, заплакал. Во Исуса кој плачел, го гледаме Христос Спасителот, кој гледа очи во очи со последиците на гревот, но гледа еден зрак на надеж. Наистина, овде Исус ќе се расплаче. Овде го препознавам Исуса Христа, кој ги гледа последиците на гревот на оние кои не се покаени. Но ја гледа и надежта и верата која тлее во срцата на оние членови кои навистина својата вера и надеж ја градат на Исус. Еве го тој гроб. Во тоа време гробовите биле исклесани, се ставала плоча на влезната врата. Марта го предупредува и му вели: Исусе, одиш предалеко, внимавај што работиш. Исус тврди дека Лазар спие, а веќе 4 дена е во гробот. Марта сака да му каже на Исуса: полека. А Исус вели: тргнете го каменот. Тргнете го каменот. Очигледно веќе почнал процесот на распаѓање. Оние посилни мажи дошле и го турнале каменот. А Марта му вели уште еднаш: може би тивко да не слушна другите, само Исус, одиш премногу далеко. Не би требало ова да го правиш. Но до гробот се стасувало по скали. Значи имало неколку басамаци или скалила да се качиш горе до гробот. Бидејќи над првобитниот влез е подигната црква, еве сега ќе видиме овде, значи овде се влегува, преку скали се симнува денеска, ако сака да го видите гробот на Лазара, мора да се спуштите долу. Тогаш било сигурно повисоко, но со текот на времето. И сега овде е подигната и црква. Еве како се симнува, значи долу, треба да го видиш гробот, кај што според легендите и традицијата се верува дека таму Лазар бил погребан. И сега еве го самото место. Значи тоа е таа гробница и местото каде што Лазар бил погребан. Еве уште една денеска, тоа секако малце модерно направено како атракција за туристите, но според традицијата тука е
Lazar pogreban i deneska rekovme, evo tuka je napravena i sama crkva. I zamislite svega, Isus je pred grobot, došlo mnoštvo narod, neko je došlo od radoznalost, neko je da go fatat, za da ga osudat, teka toj se pravi Bog. Zamislite, pokraj grobno mesto, mnoštvo narod. No, Isus ke kaže so silen glas, Lazare, izlezi nadvor. Nešto slično kako što Isus sozdaval na početak. Su isti te zborovi. Ja ne znam kako to se odvivalo tamo, Mojsi, kako ga opišava sozdavanje to na svetot. Kako to se slučuvalo. No, braki i sestri, ja ne znam kako fotonite, atomite go poslušale glasot na sozdatelj od toga što u početak od koga gi sozdaval site vidljivi i nevidljivi raboti nova zemlja. No, ja ne znam ni sega koga Isus kaže, Lazare izlezi, kako tije molekuli i sve ono što telo to go nosi, povtorno go sozdale telo to na Lazara. Neko je vaka rekao, deka Isus svesno go izgovoril ime to Lazar. Da ne kaže Lazar izlezi, samo da kaže izlezete, site bi izlegli od grobovite. Zamislite ako ima tuka stotici ljannici pogrebani, site bi se pokažele vo život. No Isus svojata sila v ovoj mike je nastučil samo kod jedna ličnost, kod Lazara. Naistina, toj se obratil do svojeg prijatelj so njegovo to ime. Braki i sestri, slučajot na Lazar može da ne ubedi vo to deka koga je knezot na život od so nas, togaž bega smrta, begat bolestite, bega se. No, nije deneska se ošte smenova smrtna dolina. Se ošte ne zapluskova smrtnata senka. I ke bide to ataka dodeka Isus ne dojde na ova zemlja. Može bi, malko nije teško to da go razbereme. No Spinoza isto taka imal problem. Eve što kažal Spinoza. Bi gi dal site filozofski sistemi vo zamena za da možem da poverovam v ovoj nastan. Može bi i nam nije teško večera da poveruvame, no potrebna nije vera. Ovo je proben kamen na verata. Isus Hristos može i mrtve da go voskresne i može da očisti duri i grešen čovjek. I zato vam hvalamo na Boga za ove 3 slučajevi. Za ove 3 nastani, kaj što direktno Isus se suočil so smrta i ja pobedil. No Isus je pobedil i ona vtorata smrt, od koje ne izbavil, a to je ona večna smrt. Prvata smrt je senka, rekovme, ta je son. Kako što ke zaspime večerva fizički, utre ke se probudime na nov život. Taka jedan den, site mili dragi, site pokojni koji se vo svojite prašinljavi posteli, Biblija te veli, ke voskresnat. Prašanje samo, da li verujeme vo toa, da li sugledujeme da ke Isus saka da ni pomogne, da ni dade pouka od naslov dvunajin vo Galileja i Vitanija. Prisutnost na silata, samata prisutnost na Isusovata sila, braki i sestri, može da ni dade nadež i sila za naš život. I sosema na kraj, ke završime so jedan kratok primjer. Jedan bolen čovjek ležal na svojeta postela. Ležal i gi brojal svojite posljedni časovi. Njegovi odnos od Boga sve ošte ne bil raščisten. Sve ošte imao dilemi. Sve ošte se dvoumel da li Bog postoji, da li Bog je kadar da voskresne, da li Bog ima sila. I taka dodeka se dvoumel, rešil da go povika kaj sebe svoj sveštenik koji se pojavil v njegovio dom so Biblija vo race. Došel sveštenik i razgovarale jedno vreme. Potom na kraju od razgovora v koji Isus mu zboroval, v koji sveštenikot mu zboroval na čovjek od Isusa za verata koja nije potrebna, se pomolile i zamina. No pred da zamine, sveštenikot vaka mu rekao na stariot. Gospodine, zamislite kako Isus Hristos večerva sedi ovdje na stolot koji go imaš pored krevetot. To je postojeno bdeje nad vas. To je postojeno prisuten i ke bide tuka so vas. Se pomolil, so bolni od starec i si zaminal.
Kratko потоа човекот навистина умрал. Децата кои дошле подоцна, кога го нашле старецот како е потпрен со главата на празната столица, на празниот стол. Го погребале, меѓутоа им било нејасно. И еден ден го повикале свештеникот во нивниот дом да го прашат што се случило во разговорот, последниот разговор што го имал тој со нивниот татко. Го најдовме својот татко потпрен на столчето кој се ногеше покрај него. Овој човек, овој старец, браќа и сестри, поверувал лично дека Исус е во болничката соба, тука дека седи покрај неговата постела. Да, Исус е постојано поред нас, невидлив за нашите очи, но со очите на нашата вера треба да разбереме дека кога плачеме, кога се разделуваме од нашите мили и драги, Исус е поред нас, не остава. Секош кога ќе изгубиме некој од кругот на своите најмили, тој е тука. Кога својата болка ќе воздигнеме, да забележиме дека Исус нежно не допира и ни зборува: не плачи, мајко, ќе ти го вратам синот. Не плачи, ќерко, ќе имаш можност за повторна средба. Исус, браќи и сестри, присутен на секој погреб. Исус ја знае тагата на секој ожалостен. Тој ни нуди надеж и ни нуди охрабрување. И затоа, додека спиеме во смртната сенка, треба да сватиме дека постои излез, дека постои воскресение. Во нашата болка, вели Библијата, не сме сами. Исус поминал низ таа смртна сенка. Пророк Исаја еве што запишал: моето срце ми се врати во мене, милосрдието ми пламна. Нека се врати и вечерва во нашите срца таа вера и сила и надеж во Христа воскреснатиот. Тој ќе дојде повторно на оваа земја. Што и да не снајде во нашиот живот. Да не се прашуваме каде бил Бог, туку како може овој случај да ни послужи на слава на Бога. Нека му е вечна благодарност на големиот Бог за ова порака што вечера споделивме. Амин.